треба да... И, например, главен предмет на тај факултет за корупција, универзитет, ќе биде митологија. Мито, да појаснеме, мито цртичка логија. Так. И после ќе си Многу му е смешно таму на некој. И ќе треба да се направи една реклама за универзитетот. Кој е слоганот, први кажи го? Слоганот кажава. Кажали го, добро. Значи треба реклама да се направи. И ќе направиме некоја пандан на овие Transparency International што не плаќа денеска, дали ќе не платат после ова, не знам. Слично така. Слично на оваа реклама. реклама. Например, ќе те земам тебе за пример. Ајде. Тој беше чесен човек, работеше честно во животот и заврши драмски уметности. За само 200 евра годишно се надеваше на вработување. Но денеска не е вработен, нема пари и редовно јаде гом на универзалната сала. Другиот, штипјанецот, немаше смелост да се осмели. Немаше смелост да се осмели, добре ово. И немаше смелост да го избере универзитетот митологија. И запнал честно да создава уметност. А вечерва заврши исто како првиот и вечерва пред вас јадат гомна заедно во универзалната сала. Па запишете да се надржавен. Овие двајца се сликата која ти не треба да ја избереш. Избери универзитет митологија. Избери вработување. Избери живот. Тоа е тоа, брат, благодарам. Пример. Мислам дека ќе ни тргне, брат, ќе има многу клиентела на универзитетот, веј. И после тоа може ќе се има различни катедри. Ама, знаеш што, децата ќе ги запишуваме од маленки на универзитетот. Мало. За да имаме здраво корумпирано општество, ние мора од така. мали да ги унесеме у тоа, разбиршиме. Нормално е като разбирам, него знаеш што е финтата? Што е финтата? Например, ќе имаш пожарникар, ама не, корумпиран пожарникар. Значи за сите професии имаме катедри. Корумпиран пожарникар. Например, корумпиран пожарникар. Прва лекција. Прва лекција. На работа. Цело време играј шах. Или па билтен нешто врти да се прави нешто. Држи ја линијата зафатена, по можно студено 3-4 пати по саат и пол и прави му бед со колегата од другата соба. А чеки, ако ќе му се јави некој? Кога ќе му се јави некој, нем да му веруваш одма. Заебавај го. Разбираш? Чеки, на пример. Ало. Еј. Чекај бе, не викај, полека, смири се. Абе горе зградата ми горе, стано горе, све горе. Шо? Ми горе стано печеста на горат. Чекај сега вака, ај излези надвор, изброј ги точно колку се да знаеме. И после јави ми се. И, што е најбитното, за еден корумпиран пожарникар, никогаш за никоја постапка да не брзаш. Нема брзање. И кога ќе дојде на терен? Кога ќе дојде на терен, цревото полека да го одмотуваш. Разбираш? И, разбираш, Кој црево? се додека не ги земеш парите. За какво црево збориш сега? За хидрантот збориш. Добро, извини. И, например... Да не брзаш и себе, ја, например, мене ми горе станот, брза ми се, и викам, оди ке мене пред мојот стан да го гаснеш. 200 евра. Деве да му мај. Так. Тоа стан прв е. Благодарам. Чао, Благодарам, да. И, например, дојде си дето дома после школа, учи нели за корумпиран пожарникар и дојде си дома кај татко му. Ти си дет. Ајде. Со брава детето, ама нема. И дето ми доваѓа. Сине, шо правиш? Тато! Како денеска беше ли на школа? Беше! И како? Убаво! Аха. Учиме за пожаро! Да. За пожаро ли учите? Добро. И шо доби оценка? 2, тато. Па колку пати сум ти кажал да не брзаш со цревото? Не брзај со цревото! Ама ке му се Шо да се запале? Он одма да помогне да го изгасе пожаро. Будала не! Наредил си ги двојки, после ни чичото и мите не е то право. Добро. Друга катедра. Корумпиран професор. Најразвиената гранка од нашето општество. Корумпиран професор. Ние не мора, мислам, кој ќе го легализираме. Учителката се насмеа се. Чекај да ја видам учител. И на секоја наспевка по 100 евра. Тоа 1000 евро старт, добро. Шо мислиш ти? Корумпиран професор. Ајде маце да го разгледаме. Корумпиран професор. Как прва лекција? Прва лекција. За корумпиран професор е број од 10 да не се пишува така лесно. Освен ако е по наредба на деканот Мито.
Директно наредба. Друга работа. Значи, знанието не е примерна цел. Напротив, заслепеност и благотелечна состојба е основа за развој на понатамошно здраво и корумпирано општество. Друга работа. Да се развие осет за парите. Шума на парите. Значи да му мирисат убаво парите. И најбитната работа за еден корумпиран професор е да се развијат, а ако ги нема да се разбудат маниакално перверзни чувства кон помладата популација. Да, едно од побитните работи. Да. Пошто е доста застапено, не? Да. Така. И после, например, што иде натака? Појма немам. Иде корумпиран, значи како корумпиран професор, дето ќе си дое дом, например, После школа. после школа и деканот мито седе А и не, чекај, родителот му доаѓа на деканот мито у канцеларија, имал проблем со детето. И јас сум например деканот мито, ајде дој. Добар ден. Добар ден. Декане мито. Шо правите? Добре, како е? Добро, фино е, плаќаме 15.000 евра за година Добро. и така некако сакам Добро, интересно. сакам да знам Што треба? детево мое Мите. Аха. Не е Мито, ама е Мите. Изгледа тука грешиме работата. Чекај да видиме. Мите, да, види таму. Како Мите беше? Мите Велевски. Мите Велевски. Да. Видите, Мите. Сакам да прашам Мите за први, Мите втори, Мите Да, трети. Ја. Мите Велевски. како е детето мое. Лошо. Дебе да му мајката. Толку ли е лошо? Многу е поштен. Многу е поштено. Па на мајка му. Да не кажам. Нема ја, те гледам го тука, гледаш сите кецови ги наредил. Значи толку е поштен. Не, еве ние пробаме со крајни методи. Ја му го остави пари, новченик, пун пари и остави ми го да го земе, разбираш? Оно доваѓа и вика, ја, декане, ја го најде новченик, сите пари си тука не ти ги зимам. Бог да чу, на мајка му. Ист мајка му и она така ќе најде пари вика одма ги. Не, многу е лоша работа. Само не знам дали во сега или приметиле сте нешто одамна. Има ли нешто од дома, како се однесува? Приметивме дека не приметивме. Многу е поштен. Многу е, а? Еве децата му барат, другарчињата му барат пари за оград. Му ка дај 500 денари и оди брзо трчи у собата му ка нати 500 денари ич не ме ги враќај. На шо личто? Поштен. Не. Нема да успе во животот. Вака сега. Родители, не си Дај крајни методи некој дајте домашно некој што да го не си правиме. кирете, ние ќе ујачаме за дето посебно грижа, ќе го расипеме. Благодарам. Еве дај Не се да ујачаме малку. Ја ујачаме и ќе го расипеме дето, ај со здраве дома, пазите на него. Важи, фала благодарам. Пријатно. Втора лекција. Втора најбитна лекција Втора и најбитна лекција за корумпиран професор. Што е индекс, односно индекс и негова примена. Што е индекс, колега? Книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ти како е измислена штедната книжка? Ајде, молим. Први е измислен индексот, Добро. па митото и кога ги споиш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве, на вас да ви појасам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва. Да. Сега, еве ќе дајме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17 пат да полагаш. Ако паднеш овој пут, Добро. губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, поведи седи, ајде. Добре, ја те по 17 пат А доваѓам. маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па не, професоре, ја целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 Па пати. се тоа е. знам, се. Добро, ајде, сега ќе видиме. Ајде влечи прашање. Ајде така. Што е првото прашање? Првото прашање е што е образование? Така, многу убаво прашање. Што е образование, колега? Вака сега. Образование е тоа е систем каде што Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, молим те, побрзи, има други тука чека. Тоа е, значи тоа е систем на вредности. Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални Какви интелектуални вредности? Не, зебај. Какви вредности? Професоре, мислам дека е интелектуални, од кај да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош. Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок.
Деве да му мајката, Тони! ви го исправа мозокот со тие кампањите да му мајка. А не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Не. Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, За колега. малку ќе го погодиш. За малку, да, ќе го погодиш. Жими Добре, ај второ Жими делот и мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. Така. Шо е второто прашање? Што е индекс? Така, колега, шо е индекс? Сега учевме скоро, шо е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Деве да му мајката се учевме. Може ли помош прашај публиката? Ајде праша публиката, ајде. Ајде значи те стрчињата во речињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, што една книжка, ајде мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот 100% на одговорот од публиката, значи индекс е штедна? Така. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Да ти е колега, честитам. Да, браво. Шо плескате, чека уште едно прашање има. Не ли, толку не ли? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Извлечи го, друг сум го извадил прашањето. Така. Трето последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дојде многу вака наеднаш, ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не поставаме прашање, одговори 500 евра имаш ли под А, имам под Б, немам под 3, ќе се позајмам. Под А имам под Б, немам под 3, ќе се позајмам 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, под А, имам. Браво, честам, колега! Алава ти е! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Алава ти е. Така, фала. Честитам. Ја, за крај на емисијата, јас сакам се заблагодарам на спонзорите, на мами и на тате, што ме спонзорира, што родиева кво теле како мене. Алава ти е. Што имат пари за своето теле. И многу ви фала на публиката, они многу ми помогнаа, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е многу драго што учествувам овај вашиот квиз што се вика кој професор сака да биде милионер. Благодарам, колега. Поздрав, се гледаме на аплауз.